Добре дојдовте на третата конференција Наука за деца, организирана од Фондација Кантарот. Како што знаете, фондацијата е нова, значи прилично млада, да речеме дете во светот на филантропијата. Меѓутоа, еве денеска, на овој ден, можам да кажам дека цврсто чекориме напред и сигурно одиме напред и ја промовираме науката кај децата. Today we have young minds in this room with the same sense of wonder, courage, and the potential to change the world. We are proud to welcome these talented students to the third Science for Kids Conference. Through the support of the Kantarot Foundation and the mentorship of exceptional Macedonian scientists, they have dived into topics at the forefront of modern science, such as nuclear energy, bioluminescence, quantum computing, and more. Имате одлична инфраструктура тука, пред се мисли на сите оние мрежи 4G, кои што се достапни, се разбира тука и она цела жива млада сила на идни информатичари кои што се присутни. Има многу можности кои што стојат на располагање, може да се дојде да се студира во Франција на таа тема и да се вратите тука. По трет пат ја организиравме конференцијата Наука за деца. Повторно нашиот главен партнер и домаќин беше Интернационалното училиште Нова и им благодариме за тоа, затоа што не ве пречекаа во прекрасна атмосфера. Овој пат имавме малку поразличен концепт, наречам уникатен концепт, затоа што имавме деца говорници. Значи, финалистите што ги одбравме минатата година од наградата за извореден научен потенцијал Иван Ќостаров, оваа година ни беа пленарни говорници. Значи, подготвија предавања секој во својата област, секој на своја тема и ни презентираа вчера пред поширока публика. Имавме и гостин, професорот Бас Рокерс од NYU Абу Даби, универзитетот, кој што исто така говореше на тема виртуелна реалност, затоа што темата на оваа конференција ни беше виртуелна реалност. На крај завршивме со доделување на наградите. По втор пат ја доделивме наградата за извореден научен потенцијал Иван Ќостаров, а оваа година имаме и новитет, наградата за најдобар млад презентер колега Стиков. Двете награди беа доделени и вечерта ја завршивме со коктел. Оваа година за прв пат имавме соработка и со Францускиот институт. Имавме еден многу убав слоган кој што комплетно се вклопи во нашиот концепт, значи Parlez-vous français, дали зборувате француски, дали зборувате наука. Па ние некако го сповивме тоа во француска наука. Организиравме еден конкурс за дигитални плакати, кој што беше на тема француска наука, а исто така Францускиот институт во саботното издание ќе подготви 2 работилници за деца на тема француска наука со виртуелна реалност. Во сабота го планираме детскиот дел, тоа значи работилниците. Имаме работилници со виртуелна реалност, од кои што француската е цела со виртуелна реалност. Потоа имаме работилница за електромотори, каде што имаме виртуелна реалност демонстрација и работилница за капиларна активност. Децата оваа година што дојдоа на конференцијата се помеѓу 10 и 15 години, секако распределени во својата старосна група. Здраво, јас се викам Софија, имам 10 години, одам во основното училиште Браке Миладиновци. Јас бев на работилницата за француска наука. Многу беше интересно. Пробавме со Oculus за виртуелна реалност. Сигурно ќе дојдам следната година. Здраво, јас сум Лара Нелковска, имам 12 години, доаѓам од училиштето Јана Москоменски. Ја дознав за работилницата преку мојата прекрасна наставничка по хемија и многу ми беше денеска интересно на работилницава, заради што многу убаво наставниците ни објаснија што треба да правиме и експериментов што го направивме со 3 цвеќиња како патува водата низ растенијата. Јас сум Кузман Донев, имам 9 години, учам во училиштето Коле Неделковски. Денес бев на работилница за електромотори и супер си поминавме. Одлични експерименти правевме и многу беа жешки батериите и жиците. Користевме огледи, околуси и гледавме Парис и
гледавме колку добро може да гледаме. Здраво, јас сум Теја, ученичка во Меѓународното училиште Нова како целосен стипендист на програмата Борис Трајковски. Имав можноста да сум еден од пленарните говорници на третата наука за деца конференција, затоа што минатата година бев еден од 5 финалисти за наградата за научен потенцијал Иван Ќостаров. Оваа можност за мене беше едно неверојатно искуство, се здобив со многу знаење, многу истражував и навистина уживав. И имав можноста да соработувам со двајца ментори, одлични научници кои што работат во странство, се македонци, Александар Шулевски, кој што работи во Институтот за радиоастрономија во Холандија, и Марко Шунтов, истражувач во Дон центарот во Данска. Тие го следаа постојано мојот процес на правење на презентацијата, ми дадоа многу коментари, критики и знаење и неизмерно сум им благодарна. Препорачувам на сите млади да се приклучат наредната година во оваа иницијатива и да помогнат во ширењето на науката во Македонија.